Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ВМРО ДПМН не можат да се помират со забрзаниот напредок на општината во последните 2 години, затоа што повеќето проекти кои што ги ветивме се започнати, а дел се во завршна фаза. Не можат да предат ниту преку нивното 22 годишно владење во општината и дека не успеа да го спроведат ветеното и да ги реализираат капиталните проекти, зашто ние најдовме и начин и можност како да ги спроведеме и да ги реализираме. Токму затоа, општина Газивава 4 недели се соочува со бојкот од советниците на ВМРО ДПМН за донесување на ребалансот на буџетот. Иако немаат ниту една забелешка, ниту на координацијата, ниту на расправата, сепак се одлучија за стопирање на суштинските точки кои ќе значат дополнителен развој за општината, а со тоа и подобри услови за живот на граѓаните. Според нив, буџетот не бил развоен и се крателе средства од него, се префрлеле за непродуктивни трошоци на општината. Во сето ова, само една вистина има, и сите овие обвинувања се празни, бидејќи имаат само една цел – да се закочи работата на општината. На 17.7. побарав координација со советничките групи и коалициите да седнеме на едно место и да поразговараме што е уште поважно, да најдеме заедничко решение. Сепак, од советниците на ВМРО ДПМН до денеска се уште немам никаков одговор. Ова уште еднаш ми ги потврди моите сомнежи дека тие не работат за доброто на жителите на општина Газивава, туку само за партиските интереси. Со цел граѓаните да се уверат во моите зборови, ќе имаат можност лично да присуствуваат на наредната седница и сами да видат што се случува. Почитувани, ВМРО ДПМН не е прв пат да ја стопира работата на општината. Тие го блокира браниот кредит од Светска банка за изградба на вакуум канализацијата во Ирумлери, која е единствена во Македонија. Со овој проект, жителите на Ирумлери и околните населени места за прв пат добиваат фекална одводна канализација. Септичките јами конечно стануваат минато и добиваат нормални услови за живење. Советниците на ВМРО ДПМН го блокираа и проектот за проширување на буливарот Аснум. Блокираа и влегување на 2 големи инвестиции кои ќе значеа дополнителен развој, но и приход во општината и ќе возможеа реализација на плюс проекти. Нивните блокади не водат кон ниту една друга насока, освен закочување на проектите за потребите и интересите на граѓаните. Веќе е очигледна нивната цел и сите обвинувања се лага. Сакаат само со пролонгирање на неносењето на буџетот за да помине градежната сезона, а со тоа сите започнати и идни проекти да останат нереализирани, а тие само да добијат ситни поени кај граѓаните. Со ваквите постапки ќе нанесат и дополнителна материјална штета во плаќањето на доспеаните фактури кон доверителите за јавно осветлување каде паричните средства се обезбедени на сметка, а ние немаме основ за исплата. За мене е легитимно секој советник да има забелешки, но за истите да има и образложение или свој предлог за решение, а не само да се симнуваат точки од дневен ред без образложение. Затоа, почитувани граѓани, како градоначалник, сите заинтересирани граѓани, ве поканувам на следната седница на Советот да присуствувате, за да слушнете и видите за се што досега зборував, па потоа и сами да заклучите кој ја блокира работата на општина Газивава, а со тоа и реализација на проектите кои се од суштинско значење за вашите населени места.
дали Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, која постојано вложила напор за одблокирање на ребалансот на буџетот и за реализација на сите проекти, или ВМРО ДПМН уште упорно сака газивава да тапка во место како во нивно време. Граѓаните мора да знаат дека пари има обезбедено во буџетот, добро ја менаџираме општината, обезбедивме дополнителни средства кои треба добро да се распоредат. Јас нема да се откажам од она што ми е работа како градоначалник, односно исполнување на вашите барања и овозможување на соодветни услови за живење како што заслужувате. Нема да подклекнам на сопките со кои се соочувам од самиот старт, туку напротив, ќе ми биде мотив за да ја направам општина Газибава прекрасно место за живење во секој дел